Инаку, кога станува збор за културното богатство на Македонија, тоа е од непроценливо значење, вклучувајќи го тука и манастирот Свети Јован Бигорски, кој го сочинуваат манастирската црква, костурницата, сместена до самата црква, семејнската одбрамбена кула, комплексот манастирски конаци, како и новоизградените гостински конаци. Според Бигорскиот поменик, манастирот го основал монахот Јован во 1020 година, а во 16 век манастирот бил разурнат од турците и останала само една мала црква. Од помениците исто така се дознава за обновувањето на манастирот во 1743 година од страна на јеромонахот Иларион, кој е првиот игумен на Бигорскиот манастир во поново време. Манастирот Свети Јован Бигорски надалеку е познат по својот иконостас. Него го правеле мајсторските раце на тајфата на Петре Филипов Гарката од селото Гари. Петре Филипов Гарката, брат му Марко, макар и Фрчковскиот галичник, и Аврам Дичов со синовите Васил и Филип од родот Филиповци од Осој, во периодот од 1829 до 1835 година успеале да создадат врвно уметничко копаничарско дело. Инаку покрај иконостасот, манастирот е познат и по иконата на Свети Јован Крстител, за која се верува дека има чудотворна моќ. Според преданието, иконата ја нашол монахот Јован во 1020 година. Таа сама дошла до местото каде што подоцна изграден манастирот и лебдела над изворите на реката Радика. Кога во 16 век, во времето на султанот Селим II, турците го запалиле манастирот, иконата мистериозно исчезнала, за потоа уште помистериозно да се врати неоштетена. Во манастирските списи запишано е дека иконата е обележена со сребрен оклоп. На иконата Јован Крстител е представен како светец трирачник. Се верува дека третата рака е благословувачка. Се верува и дека иконата им помага на родителите кои не можат да добијат деца. Во склоп на легендата е и приказната дека бекот од Албанија во 16 век дошол во манастирот на поклонение. Наредната година добил син и сиот свој имот му го подарил на Свети Јован. Тој ветил и дека ќе праќа маслиново масло во манастирот, зашто такво масло се произведувало на неговиот имот. Луѓето велат дека денеска на имотот на бегот постои табла на која е испишано името на светецот.